Вести на Канал 8. Добар ден. Комуналното предпријатие Водовод ќе набавува нова градежна машина ровокопач, што ќе се користи за одржување на инфраструктурата во општина Кочани. Средствата се обезбедени од сопствениот буџет, а во моментот тече рокот за прибирање понуди од заинтересираните добавувачи. Комуналното предпријатие Водовод започна постапка за набавка на нова комбинирана градежна машина ровокопач, за што од сопствените средства планира да потроши над 3.700.000 денари. Проширувањето на возниот парк се најавуваше уште пред почетокот на оваа година, а тоа треба да обезбеди подобрување на условите за работа и поквалитетни услуги во одржувањето на инфраструктурата во општината. Во моментот тече јавниот повик за избор на понудувач на градежната машина, а рокот за пријавување на заинтересираните фирми е до 21 февруари. Според техничката спецификација во тендерската постапка се бара современа машина со зафатнина на моторот од над 4000 см кубни и со можност на утовар на товар од 3 тони и максимална длабочина на копање од 6 метри. Со набавката на комбинираната градежна машина треба да се намалат и трошоците во одржувањето на постојната механизација, а во исто време побрзо, поредовно и поажурно да се завршуваат обврските. Последен пат ваква машина вредна 77.000 евра беше набавена пред 4 години. Отплаќањето се спроведуваше во период од 3 години, а таа беше дел од обврските на општина Кочани во рамки на проектот за изградба на пречистителната станица за отпадни води кај Мојанци. Доколку новата тендерска постапка помине успешно и без забелешки од добавувачите, тогаш се планира новата машина во комуналното предпријатие Водовод да пристигне најдоцна до април годинава. Основното училиште Славчо Стојменски од Виница го објави тендерот за избор на фирма што ќе го врши превозот на учениците во тековната година. За покривање на трошоците за оваа намена, предвидено е да се потрошат над 15.000 евра. Основното училиште Славчо Стојменски од Виница ќе избира фирмата за бесплатен превоз на учениците за оваа година. Јавниот повик за избор на давателот на услугата е веќе објавен и трае до 11 февруари. Според пресметките за трошоци по ученик, планирано е за бесплатниот превоз за тековната година основното училиште од Виница да потроши 280.000 денари без давачките за данок на додадена вредност. Со распишаниот тендер треба да се обезбеди превоз за вкупно 24 ученици, кои ќе патуваат на релацијата кон селото Лески и обратно, како и од постојката кај мотелот Слив. Забелешка во техничката спецификација на јавниот повик е дека превозот ќе се извршува во една смена, односно за периодот од 7 до 13 часот. Давателот или давателите на услугата имаат обврска по завршувањето на часовите да ги вратат учениците до нивните домови. Носителот на набавката се обврзува да обезбеди посебна линија за превоз на учениците, односно во периодот кога ќе ги превезува да не врши превоз на други патници. Исто така треба да има во собственост доволен број возила за превоз на дадената релација, а возилата да имаат соодветен број седишта сразмерно на бројот на ученици. Понудувачот може да ангажира и подизведувачи. Плаќањето за извршената услуга, основното училиште Славчо Стојменски ќе го прави по добивањето средства од општината на сметката за блок дотации. Со оглед што предметот на договорот е делив, тоа значи дека за давање на услугата можат да се пријават и повеќе понудувачи, односно операторот да избере кои релации ќе ги вози. Да не се усвојат предложените измени на постоечкиот закон за спречување и заштита од дискриминација, со цел да се зачува институцијата брак како заедница исклучиво на спротивни полови, односно на еден маж и една жена. Е целта на апелот од страна на Сдруженијето Традиционално семејство, упатен до сите пратеници во Собранието на Република Македонија. Неодамна формираното Сдружение Традиционално семејство, кое се залага за зачувување на традиционалното семејство преку враќање на истото кон духовните вредности, упати апел до сите пратеници во Собранието на Република Македонија во врска со доставениот предлог Закон за спречување и заштита од дискриминација, кој што владата го утврди на седницата одржана на 19.6.2018 и истиот е пуштен во собраниска процедура на разгледување и усвојување. Преку апелот, Сдруженијето укажува дека е против секаква измена
замена на постоечкиот закон, како и предлог законот. Постоечкиот закон во член 14 нема да се смета за дискриминација, вклучува точка 6, уредувањето на бракот, вонбрачната заедница и семејството, исклучиво како заедница на спротивни полови, односно маж и жена. Предлог законот во член 7, точка 3, нема да се смета за дискриминација, вклучува само две подточки, односно од постоечкиот закон оставени се првите две. Останатите 7 се избришани, меѓу кои и точка 6. Нема да се смета за дискриминација, уредувањето на бракот, вонбрачната заедница и семејството, исклучиво како заедница на спротивни полови, односно на еден маж и една жена. Вака предложените измени во пракса ќе овозможат склучување на еднополови бракови, односно бракови помеѓу лица од ист пол, маж со маж, жена со жена. Неделава се одбележува светскиот ден на бракот. И ние се приклучуваме кон тоа. Во некои земји одбележувањето трае и цела недела. Дружењето Традиционално семејство се залага и апелира до представниците во законодавниот дом во државата, пратениците, до сите пратеници без разлика на верска, етничка и политичка припадност, за недонесување на законот за спречување и заштита од дискриминација во ваква форма како што е поднесен, за што поточно станува збор, бидејќи со вака предложениот закон се кратат 7 точки од 7 точки кои што се битни и го тангираат семејството. Доколку вака се изгласа законот, тогаш директно ќе се врши упад во институцијата брак и семејство и на дефиницијата брак, како брак меѓу заедница, помеѓу маж и жена, и со тоа се разнебитува семејството и се урива традиционалните вредности и морални на семејството. Затоа апелираме до пратениците, бидејќи тие се наш глас и тие потекнуваат од некое семејство, без разлика дали со раѓањето се во тоа семејство или пак самите го имаат заснивано семејството, да не дозволат разнебитување на семејството и уништување на институцијата брак. Од Сдруженијето додаваат дека се против да се усвојат предложените измени на постоечкиот закон за спречување и заштита од дискриминација, со цел да ја зачуваат институцијата брак како заедница, исклучиво на спротивни полови, односно маж и жена. Со предложените измени, велат од Сдруженијето, се врши директен напад врз институцијата брак и разнебитување на семејството. Се уриваат вековните семејни, духовни и морални вредности. Целта е, велат од Сдруженијето, да не се дозволи да се разнебити бракот и традиционалното семејство. Продолжуваат активностите како дел од заедничкиот проект на Средното општинско училиште Лјупче Сантов и Средното училиште Неготино од Врапчиште за меѓуетничка и меѓукултурна соработка и соживот. И двете училишта за реализирање и продолжување на започнатите активности од Министерството за образование и наука добија мал грант од по 30.000 денари. Средното општинско училиште Лјупче Сантов доби мал грант од 30.000 денари од Министерството за образование и наука и исто толку доби и проектниот партнер Средното општинско училиште Неготино од Врапчиште за продолжување на започнатиот проект и подпишаниот меморандум за соработка помеѓу овие училишта, а кој се однесува на меѓуетничка и меѓукултурна соработка. Преку овој грант, нашето училиште ќе продолжи со таквата традиција и со таквото задоволство да нивни представници го посетат нашето училиште и имат културна креативна работилница, а и наши представници го посетат нивното училиште и имаме спортска активност. Работата е да во собствената држава комуницираме на подобар начин со тоа што ќе се запознаат човечките ресурси, нашите ученици со нивните ученици, како и веќе горе-доле се запознаени наставниот кадар со нивниот наставен кадар, меѓутоа ќе се унапреди на овој начин со заедничката соработка, ќе испратиме порака во јавноста дека соживотот, културната толеранција и соработка може да продолжи. Инаку овој проект за меѓукултурна соработка меѓу двете училишта беше потпишан и започнат пред 3 години и досега се одржаа повеќе активности како дел од проектот, а сега за истиот училиштата добија мал грант кој е од големо значење за реализирање на понатамошните активности предвидени од проектот.
Раководниот кадар на гимназијата Лјупчо Сантов забрани шетање на кучиња по игралиштата во училишниот двор. По немилиот настан на напад од куче на родител и лице од техничкиот персонал, поставени се табли за забрана на шетање на своите миленици од страна на собствениците, бидејќи не само напади, туку по шетањето оставаат и измет и на игралиштата. Училиштето за овој проблем побара соработка и помош и од полицијата. Забрането шетање кучиња на игралиштето кај гимназијата Лјупчо Сантов стои на поставените табли на игралиштата во училишниот двор од страна на раководството на оваа школска установа. Поставените табли се однесуваат на собствениците на кучиња кои секојдневно ги шетаат и пуштаат своите миленици да се истрчаат во училишниот двор и игралиштата, а после тоа техничкиот персонал има полни раце работа, бидејќи треба да го чисти изметот што го оставаат кучињата, за да можат учениците игралиштата да ги користат за спорт и спортски активности. Апелот се однесува на сите луѓе кои ги шетаат своите миленици на овие места или ги пуштаат без контрола, па сето тоа резултира со каснување ученици, техничкиот персонал во училиштето, родители, како и неред и хигиена, односно измет од кучиња на секаде по игралиштата. Таблите за забрането шетање кучиња по игралиштата се поставени од неодамна, по немилиот настан кога лице од технички персонал во ова училиште и родител биле нападнати од куче, токму во училишниот двор, вршејќи си ја својата работа. Од раководството велат дека можеби немилиот настан на каснување се случил од куче скитник, проблем кој треба да го решава општината. Но во поголем број се кучиња со собственик кои ги шетаат и ги оставаат неколку часа во училишниот двор и игралиштата да се истрчаат, па апелот се однесува токму на нив. Неретко напади се случува и на ученици, така што од раководството на установата вела дека и апелот и укажувањата на тие собственици не вродува со плод. Така што, преку соработка со полицијата и со поставување табли, се надеваат дека барем малку ќе се подигне свеста кај луѓето да внимаваат на нередот кој го прават домашните миленици. Инаку проблемот на напади од кучиња скитници врз луѓето не престанува и се случуваат често, не само кај училиштата, туку и во централното градско подрачје. Напаѓаат во утринските часови или во доцните вечерни часови, но често се случува да бидат агресивни и сред бел ден. Граѓаните бараат помош и апелираат да се преземат сериозни мерки против овој секојдневен проблем. Следува информацијата од спортот. Екипата на Баскет Дино го доживеа вториот пораз во продолжението од првиот дел на правенството во втората кошаркарска лига Исток. Нашиот тим остана без бодови на гостувањето во Скопје против екипата на Карпош Соколи. Со празни раце се вратија кошаркарите на Баскет Дино од гостувањето во Скопје. Таму тие се сетнаа со тимот на Карпош Соколи во рамки на 13-тото коло на втората кошаркарска лига Исток. Нашите кошаркари се поразени со висок резултат од 92:70, што доволно зборува колкава била надмоќноста на домашната екипа. Таков расплет и можеше да се очекува, особено што скопјани се меѓу аспирантите за освојување на врвот на табелата. Сепак, големата негативна кош разлика втор пат едно подруго му се повторува на кочанскиот второлигаш. Во претходното коло му беше нанесен пораз на домашен терен од тимот на Баскет Кам од Македонска Каменица, кој заслужено тогаш ги освои бодовите со резултатот 84:71. Со двата порази, Баскет Дино во моментот е на 7-та позиција на табелата со досегашните освоени 14 бода. Тоа воопшто не треба да значи дека екипата може да биде релаксирана, со оглед што разликата меѓу неа и последно пласираната Крива Паланка е само 3 бода. Очигледно е дека ќе мора да се менува пристапот кон играта и да се зајакне одбраната, за да се избегне понатамошното тонење. Во следното коло, кое ќе биде прво од вториот дел на правенството, кошаркарите од Кочани повторно ќе играат како гости. При тоа во Скопје за противник ќе имаат екипата на Спарта, која има само 1 бод помалку од кочанскиот второлигаш.
Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Довидување.